Здраво на сите и добре дојдовте на третата епизода од видео подкастот Шум. Моја особена чест е што гостин ми е композиторот, музичарот и диригентот Џијан Имин, за кој е сосема препознатливо дека неуморно твори и истражува разни уметнички и музички правци, фузии и воопшто изрази. Слушнавме доста за неговите животни и музички патувања, така што уживајте и гледајте епизодата. Добре ни дојде. Добар ден. Сосема ми е често што од старт да ти кажам дека си првиот музичар кој што гостува во Шум. И да, ти благодарам што прифати да гостуваш. Претпоставам дека ти е прво гостување на ваков формат. Да. Помалку неформален, да речам, подкаст. Да, така. Супер. Како Фала си? на поканата. Нема на што. Моje задоволство. Попладневно така малку поспан. Поспан. Поспан, да. Кафенцето веќе отиде. Кафенцето отиде. Ја од Сабајле сум бистар. Рано станувам. Варира тоа од персона на персона, дали са белечки, дали Не, ноќна баш варијанта. вчера легнав исто така поиша на кај Сабајле, така да Сега консеквенците си се трпат помалку. тоа е тоа. Како е Студентски периодов? Еве, пролетно малку се живот. Студентски. студентски, да, го се осети будноста, се осети промената, више толку отворивме. Тамане. Таманка си. Да. Што се работи сега моментално вака е да не опфатиме сега, знаеш, ми беше идејата да се Слава фатиме уште од твојот почетен развоен пат. Ама ајде сега да почнеме од вака периодов, да речам. Што правиме сега? Што правиме, што правиш ти? Вчера свиравме во новото кафе во Филхармонија. Филхармонија, да, тоа е супер концепт. Свиравме со Тони Китановски, со Виктор Филиповски на бубњеви и еден пријател од Франција, Антуан Симони. Он на што свири? Контрабас. Контрабас. Вчера свиреше електричен бас, инаку е контрабасист. И тоа беше многу добро и забавно. Ги уклучив Верувам. старите сајзери. Верувам. Малце да се чуваат уште и излегуваат. Малце струја да протече. Да. Па не ми текнуваше како се менуваат пресетите, па морав туторијал да гледам. Чеки, од кога се колку стари се? Не, ова е едно 10 години, 12. Па добро. Да, Реално не, од поново време. Да, ама сепак и со целокупниот Ама развој не, проблем беше технолошки. пошто немав светло и кога уклучив светло видов кај, оствари после ми беше јасно. Добро, тоа било. До светлото било веќе, апсолутно. На страното, вчерашниот концерт вака... Па мислам, тоа е на страна поиша, а другиве работи што ги правам се концерти своји, авторски, со моја музика, концерти со Филхармонијата, каде што или е моја авторска музика или не знам, се изведува некоја музика од светските познати композитори од историјата. Така. Или со ЗДЖМ, кај што свириме Да се заџаме се джезови или некои не знам други правци, така да и дополнително има и ушен правец, сега имам и рок-н-рол бенд. Да. Чекајте малку другари. Да. Сега е... Каков рок-н-рол бенд? Ова не го имав истражено. Реално на ова не налета, значи имаш тука и како за споделување. Имаме и снимано албум. Добро. Да. Добро. Правевме еден проект нели во Филхармонија Диши љубов. Да, тоа ми е многу жал што го пропуштив, беше баш другарка го проследи, апсолутно беше воодушевена од тоа што ми е драго. доживеа, да. Се собравме една банда луѓе со кои што цел живот свириме и се дружиме, со Гоце и со Мучо, нели, како ритам секција. Гино дојде да свири гитара и Ади и Мери уште една гитара и јас свирам гитара и пеам. Значи ти ги отвори вокалните способности, ги произнеси што си пеам цел живот. Да. Ама добро, не си имал практика се воопшто вака до толку на концертите, да речам, таа улога не ја заземаш. Не. Мислам ретко. Па добро, на времето кога свиревме со ДНО, Така. Мио пееше таму, Мио ја пееше. правев музики, нели, снимавме, правевме. Дано ти е првиот бенд, мислам состав со кој што си во... Не? Пред тоа со Архангел. Со Архангел е претходно. Тоа ми беше баш временски, онака бидејќи не можев да проценам кој е кога. Имаше еден период Мишко, нели Михаил Парушев, Добро. свиреше со Архангел и така во неколку наврати имавме супер дружби со Ристо Вртов. Да. И правевме музика за филмот, ако ви текнува како Збогум на 20-тиот век. Како не, да.
И така, некако неформално Попадна почнавме да се случајност. дружиме и излезе да ете. Имав Да се неколку концерти у раното детство Да, па со тогаш- Архангел, и беше тоа фантастично искуство. Тоа се практично како му доаѓа крај на 90-ти. Па така некако. Така некако Така му некако, доаѓа. да. Да. И потоа преминуваш, им се придружуваш односно на ДНО или како Па, не. има нешто Значи, измеѓу не, допълни? ние и предходно си имавме бендови, ама не се занимававме сериозно, не свиревме кавер, нели? Да, да. Клубови, бубови, вакви, Да. онакви. А во меѓувреме додека свирев со Архангел неколку концерти, јас си правев музика дома и првиот бенд, уствари на некој начин ја што го инициирам заедно со Бејков, со Иван Бејков е Проект Жлуст. Ако ви Така. текнува на Проект Жлуст. Така, така. И Проект Жлуст имаше, мислам, многу отворен правец. Практично на некој начин се тоа што правам денеска, само кај што се правците поделени, а Категоризирани, таму се така. си беше во едно и можеше се да правиме. И тоа беше супер, вентилирање. Тотален слободен И, израз. и од таму ствари почнавме го скративме форматот, као ајде тие песни што се песни збориме, нели формат песна, кај што ќе има текст, кај што ќе има некаков ајде да кажам популарен призвук, да направиме друг формат. И така настана ДНО. Аха, тоа е значи Мио таа имаше нека- некои песни, ја имав некои песни и така направивме рок-н-рол бенд до тоа време. Значи, практично ја, Бејков и Иван сме и во едното и во другото. После само составот практично помалку Па се не, надополнува да речам. Гоце Стефковски свиреше Да. со нас и во Жлуст и во ДНО. Така. Кроки или Саша Спасовски свиреше со нас и во Жлуст и во ДНО. Така да истиот состав е. Истиот состав практично. Само во Жлуст имавме плюс виолини, Мио свиреше виолончело, јас свирев хорна. Пардон. Хорната ти е реално така. Едно од најверните другарчиња мислам дека од инструменти. тоа студирав, така, тоа завршив, да. Хорна ти беше баш на Хорна. академија. Хорна, да. Тоа имаше. И тоа работа така во специјално. филхармонија до пред 5-7 години. Така некако. Сега не Хорнист. свирам више. Да. Да. И така настана ДНО и onda снимивме еден албум на англиски. И после не требало на англиски да снимаме, требало на македонски. Зашто кој тоа така некој го имаше предочено дека треба да се снимаме исклучиво на Не, наше- демек за прво тука треба да станеме звезди, па после странството. Значи као смелоста практично дека вие сега како бенд си зазимате некои чекори на англиски ке. Не знам, тоа е се поврзано со неискуство и Па добро, не го преципираш од оваа инстанца како некој погрешен чекор. Не, напротив. Така. Нема Баше мене ми е смело реално нема да се грешки, сними. нема грешки во животот никакви. Нема се Е тоа пат. Искуството си го прави своето. Мене се ми остане на таа од дно, знаеш која тишина. Тишина. Тишина беше така, знаеше да погоди во разни контексти. Многу добро беше тоа Да. дружење со, мислам, со Жлусти, со ДНО, беше стварно, имавме студија наше. И тоа беа супер дружби, ептен, со свирење, зезање, Веру. све. Така Можам да замислам. Така да, добри студентски дани. Да. Мислам, ние не бевме студенти тогаш, ама така си ги викам тие студентски дани. По динамиката вака како што ќе исперципираш. И првиот албум што Аха. го снимавме на англиски јазик, а и вториот на македонски што е снимен, го продуцираше Малком Бърн. Малком Бърн е еден лик од Нью Йорк, Добро. кој што по некоја случајност стигна некако до CD-то на Проект Жлуст, на првото CD на Проект Жлуст, и многу му се допаднало тоа што правиме и проявил желба да работи со нас нешто. Директно ви сконтактирал во Нью Йорк или во Еден наш другар Аха. отиде во Сараево, а во Сараево тој е нашиот тон мајстор во тоа време Бојан Угриновски. Братучет му негов е музичар, пејач и гитарист, а он станал супер другар со Брајан Ино, А со Брајан Ино? со Брајан Ино, Брајан Ино. со Боно Аха, и со Малком Бърн. Сериозното. Они Сериозното. биле во Сараево, тогаш кога била војната, нели, за поддршка. Да, Морална- доста музичари реално, да, морална воопшто поддршка уметници кои и се што запознале, станале супер Так. другари. И со Боно, и со Брајан Ино, и со Малком Бърн. И кога Бојан отишол во Нью Йорк, му рекол оди да му се јавиш на Малком, те најавив и отиде, му остави CD. И следниот да му кажа, кој сте ви, ајде да работиме заедно. Што Да, и дојде во Скопје
2 дена од кога ги струшија кулите во Њу Йорк. Така 2001, значи септември. Да, првите 3-4 дена само за тоа се правеше муабет, шо, како, теории на заговор, теории на приговор, Да. теории на одговор. Да. И така, и мислам за нас беше тоа чудо, таков лик да сака да работи со нас. Воопшто да припари во Да. Македонија. И дојде и беше многу добро. Мислам за нас беше супер А искуство. како не предизвика? Ни ги сруши тогаш сите, оние како се викаат, бариери, така звани. бариери, баук, размислувања за треба вака, треба онака, треба ова, треба она. Константното на штреки, како да, дечки, како опуштете понатаму. се. Да, И тоа што беше доброто за нас, тоа што го памтам, ми кажа, вика, ја го прашувам, знаеш, викам, како е ова, викам, како ти изгледа? Абе, вика, супер свирите, вика, што да ви кажам, сега песниве, текстовите, окей, вика, добро. Ама, вика, вие сте, вика, можда, вика, во топ 10 бендови по ниво на, по ниво на свирење и исполнителност, вика, со кој што имам работено. Вика, доаѓате, вика, снимате одма, вика, немате проблем, вика, ни со темпо, ни со ништо. Па викам, тоа е нормално, па ти мислиш дека е нормално, ама не е. И па кај нас е можеби таква перцепцијата дека знаеш тие нешта се нормализирани, ама тоа е неверојатна афирмација да ти ја дава човек. Да, и онака си викам, па добро, Таква некоја добро е. позадина. Како не, и тоа е сериозен поттик и за Дефинитивно. понатамошниот развој, Дефинитивно. особено на млад човек, на млад музичар. Значи кога некој ќе ти даде некоја, знаеш, една објективна реалност која ќе ти приближи, а ти всушност си размислува нештата. Па после може дојде да не уште било така. еднаш, Да. уште еднаш дојде за Тишина, Аха. за тој албум. Аха. Тој го снимавме заедно со него и он го миксаше кај него во неговото студио во Њу Йорк. Значи Тишина албумот он го миксал Таму во си. Њу Йорк, да. И кога дојде вториот пат, ние снимавме за него исто еден дел, една филмска музика и еден дел албум снимавме за дечко во Сараево. Што го спомена со Брајан Ино што имал практично контакти, што се запознал таму. Дон Гвидо. Тоа е тоа. Види. Многу супер банд. Прекрасно. И понатаму, значи од се пошто ми спомена и филмска музика и воопшто кога ти е првиот контакт со компонирање, со продуцирање на филмска музика конкретно? Прв пат е тоа, нели? Прв пат што ми спомена сега Збогом за на 20 век, да. тоа е прв пат да бидам нели дел од Од таков може тип би на проект. предходно сум бил како музичар, не знам, да отсвирам некоја ствар, едно друго трето. Меѓутоа тоа е баш филм кај што нели, ја свирам музиката практично може на најголемиот дел од филмот, дури пеам таму, И таму. значи. пратечи вокали, некои Си дал некои форми, Да, значи разноразни. хорна свирам. Тоа и после си фати правец тоа целото, нели, се пуштија векторите. Имаш учествувано во некои други вака што би можеле да ги издвоиме што? Филмови? Да, конкретно. Од наша некоја локална. Значи до пред, ајде да кажам 12-13 години, скоро сите филмови во Македонија што се снимени, Учествуваш. музиката ја снимавме ние. Значи не ја работев јас музиката или некој од нас Добро. како композитор, меѓутоа цело што е Продукциски. снимање, продукциски дел и како изведувач или како диригент, јас имам работено на сите тие. Вака фино, лепо да се сподели тоа, па треба. Да. Треба, знаеш, да му се даде одреден Да, акцент. и потоа од кога го отворија студиото Famous, не знам дали го знаете. Да, тој- имам слушнато. Да. Тоа е еден проект оркестар и студио кој што се занимава со исклучиво со снимање на филмска музика, музика за видеоигри, музика за документарни филмови, за цртани филмови и така натаму и така натаму. Сам тоа е Ама работа- портфолиото беше по распространето, мислам дека како разгрането. Тука ја започна Така, ама приказната. се разграни. Се е разгранато и е сериозна компанија. И јас сум таму од самиот почеток, прво свирев хорна во оркестарот. И еднаш му кажав на Лорана, бе, викам, викам нека друга работа да работам нешто, но нема само хорна да свирам. Па што знаеш да работиш? Па викам све. И така почнав да правам оркестрации и како да ти кажам, мислам, од тогаш до сега да не излезе дека само се фалам. Не, воопшто знаеш, Имав треба прилика човек да се работам сподели. со неверојатни и композитори, мислам филмови на кои што се супер ликови режисери познати, е све она што е познато во Холивуд
со глумци што ги знаеме, нели, со такви ликови. Да. Така да се погоди, среќа. Сплет на околности одредени, И предпоставам. друго дополнително тоа што можеби не ми било страв да пристапам Па тоа е кон тој тие да процеси, пошто инициирачкиот момент кај човекот што е потребен за да се отвори и да се припушти на одредени шанси што му се даваат и баш онака смело да им влезе и да имам работено на стварно на супер филмови, на Да. музика за видеоигри со сериозни тиражи. 1,5 милиарда, например. Имам правено оркестрација и снимав и диригирав на затекнат сум малку на срце. не ни знаев ја игрицата, се вика League of Legends. Да, League of Legends. Па тоа, ја LOL, ја не тако сум по зван. игрици, не, Да. нема веза. И ми вика продуцентката од Fame, се вика, знаеш ли, вика, за кого снимам? Викам, поема не. Вика League of Legends. Викам, тоа е некој филм. Па геймериве наши се сигурно И да вака, го слушнале вака ми ова и отвара, како ќе значи се за возат. втората, првата беше снимена, за втората снимав и ми покажува, види, вика, колку беше успешен, вика, првиот тираж 1,6 милиарди. Сериозен проект е тоа. Мислам, ја не заработив толку пари, секако. Битно се учествуваш. Да. Не А друго. последниот период работев на тоа Warhammer, или така се викаше тоа? Total War, Warhammer. Лоран ти нешто поглед. Не, толку. Види, Ја ја ни на не тоа знам не ништо од тие работи. Се случува на годишно ниво да работам многу проекти. Дел од нив се снимаат во Феймс, дел се снимаат во Америка, во Прага, во Москва, во Софија. Така да имам Да, палетата Се е направи една- е сосема разновидна и широка. се направи еден супер круг. Мислам за ова генерално луѓето него ни знаат. Дека Да. го работам. Ја знаат дека работам оркестрација, ма не знаат на какво ниво и бидејќи Да, тоа- која е се природата на проектите во Сега кои што сум учествуваш? гитарист. Тоа така ме познава. Така е тоа. Првата асоциација тоа ли? Неверојатно има и со, знаеш, и со конкретно сметам вака на некое локално ниво. Со Дерик Меј беше највпечатливиот, да речам, момент што така отпосле предпоставувам остави некоја си рефлексија и белек и така луѓето отпочнаа да те Да, така. дефинитивно, да. Барем можам ја конкретно да си кажам за себе Па. на лично ниво. Дефинитивно бидејќи нели електронската музика во тој период почна веќе полека да се да се спушта интензитетот, немаше онаква сила како во раните, не знам, 2000-ти години. И тоа беше иницијатива на Огнен Узуновски, да направиме проект со оркестар и електронски уметник. Во случајот првата идеја беше да правиме заедно со Underground Resistance. Не знам дали знаете. Underground Resistance се уствари едни од основачите на целиот тој стил Детройт техно што го викаат. И во целата таа банда е и Дерик Меј, Джеф Милс и Хуан Аткинс. И така некако се погоди да ете ја пошто другар со Оги. Вика Джики, може ли да направиме ова? Може. Што треба? Па викам, треба да го направиме. Па ајде. Самата фузија на електронска музика и на класична, знаеш, као сама по себе како форма беше сосем невообичаена и предпоставам дека поради истиот момент ти си повлече одредена Дефинитивно тоа беше супер проект, потоа имавме и проект со Хуан Аткинс. Да. Таков проект, знам. а имав прилика и да диригирам концерт заедно со Джеф Милс во Мелбурн заедно, во иста вечер и Дерик Меј и Джеф Милс и тоа беше супер. Одлично. Добро беше тоа, да речеме, во Охрид што се случи, што на таков тип на концерт доаѓа публика која што никогаш не била на техно журка и доаѓа публика што никогаш не отишла на симфониски концерт. Така. И одеднаш им станува на сите нормално, чекај, па не е толку страшно виолини, хорни, труби, тромбони, Воопшто. чела, контрабаси да драпаат и електронска музика заедно измешана не е лоша уствари. Океј. А и овие другиве, кои што се скептици за електронска музика, нели имаат одбивност, Да. некако не е толку страшно, знаеш. Ма воопшто И беше многу добро така се спои и тоа мислам си постои од порано, нели сите тие фузии на електронска музика, што и да значи тоа електронска музика. Да. За мене тоа што се уклучи у струја, значи само по себе веќе толку, да. така да добро помина тоа и дефинитивно имаше комерцијален успех за тоа што Дерик имаше нели неколку хитови Да.
од касни 80-ти години. Кој што добија една одредена популарност однова во тој период. И отидовме, правевме низ цел свет. Имавте тур. Да. Ама и супер е концептот што знаеш се успеало да се приближи некоја друга музичка реалност, како што споминуваш и за популација која што си има афинитети да слуша класична музика, баш така. а воопшто и за популација која што е склона кон електронска. И да им отвориш нови некои размисли, перцепции за музиката и така натаму. Нешто што е супер пристап и воопшто и за големиве, да речеме, проекти филхармонија што ги има водено во кој што си самиот учесник, што беше види музика, слушни слика. така. Од отворен карактер се, поголема маса може да присуствува, бидејќи сепак може да кажеме дека за концерти на филхармонија не секој би можел и првенствено од финансиски аспект. Па да не, речеме не се скапи релативно. картите. Не се, Него ама има параноја дека тоа е некој квази елитизам. така, си има некоја Нешто перцепција. треба уштоглено, па не знам, треба одело, нема потреба. Па нема потреба, да, ама. И да, добро го спојуваш целиот момент. Сите тие концерти што се правеа прво на плоштад, имаше неколку концерти. Кои беа првите на плоштад? 2000, не знам која година, 8, 9, 2008-2009. заборавив со кој беа појмана. Така, добро. Мислам дека има првиот години. концерт што го правевме беше со некој диџеј, знаеш дека не ми текнува како Па се. добро су се нормално 15 години. Чекај, Џон Селвеј беше едниот, мислам, да. И другиот, не, ја не го. Да. Не беа вакви звезди од типот на Дерик Ме, сигурно. Така. Тоа и потоа имаше еден дол период на класична музика. Кој што исто така беше супер како Функционираше сосем. публиката почна да доаѓа и мислам, не дека јас го правев тоа, ама мислам дека од кога го направивме во парк трибјутот на Дейвид На Боуи, Дейвид Боуи. и дека од таму Се покрена некој. некако се почна да се дешаваат малце поинтересни работи за филхармонија, па и самата програма на официјалната програма на филхармонија, нели, годишната програма почна да се отвара и почнавме да свириме и други музики. Мислам, не е тоа причината, Излезе од рамката, да речам, предпоставам, ама може така да речем. дефинитивно и на публиката им се доближи, како се вика, и мислам, тоа беше прв настан да има, не знам, може 20.000, може и поише имаше публика, да. Како не. И беше супер. Дефинитивно. И за концептот може да си признаеме види музика, слушни книга, мене сосема ми си имаше допаднато, бидејќи и во живо проследуваш и процес на сликање. Да. Се сеќавам со Масин имаше на едно учествувано и со тоа неговите ексцентрични подвизи и така натаму. Нели знаеш го следиш процесот и на еден ликовен уметник, што генерално имаме ние шанса да ги видиме завршните дела. А друго е вака кога ќе видиш, знаеш, и како изгледа да Како е не? слика на платно паралелно додека слушаш во живо изведба. Тие процеси се фантастични и е добро бидејќи секој што е таму присутен може да слушне, да види и добива нели книга Да. плюс. Да. И се тоа стварно во одреден процент нормално, нека сите се случува некаков импакт за да не знам, Како? проработи нешто. Ај воедно го искористуваш и паркот како простор. Тоа знаеш, све го дополнително. задаваш Зборам- дополнителни вредности Зборам сакам да се, кажам. Она суштината кај одреден процент се, знаеш, се будат луѓето и знаеш проработува свеста, пошто тоа е единствениот начин како можеме ние да влијаеме на случувањата. А будимо Така. реални, знаеме, мислам, каква ни е сега, знаеш, од тој некој си музички аспект, воопшто масата кон што е повеќе наклонета, јасно ни е, знаеш, една прошетка низ строгиот центар во градот и една анализа на плакатите што се исполепени по тие зидчиња, да ги наречам, ја дава реалната слика. И знаеш, од друга страна, чисто човек да си размисли како сега, дека се потребни сепак да се изнајдат начини да приближиш ти други музички форми кои што сами по себе си носат своја видна тежина, квалитет. Знаеш, што да се сервира на масата? Е тоа. Епа, Значи, тоа што пушташ на телевизија, тоа луѓето ќе сакаат да се слушаат. Да. Ако се навикнати да слушаат, не знам, Лед Цепелин од деца, ќе им биде тоа нормално. Ако се навикнати да слушаат народна македонска музика или народна српска, босанска, какви да е, зборам вистинска народна музика, тоа ќе им биде супер. А ако се научени турбо фолк и шунд да слушаат, тоа ќе им биде нормално.
Сега, тие процеси се неминовни и тоа не можеме никого да обвинуваме зашто овој слуша ова, зашто ова, зашто Не, ова. никакви осуди, никакви Највише етикети. јас замерувам на организаторите, Така. бидејќи ја разбирам дека е тоа бизнис, нормално треба пари да се заработуваат, меѓутоа тоа е општествено одговорна работа. Како не? Значи ти го креираш мислењето на 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 цела масата, значи толпа. влијаш во процесот. Да. Сега, и пак и тие не може да ги обвинеме тоа. Не можеш, да, сега капиталистички систем, такво е уредувањето, луѓето си гледаат како е можно, знаеш, полесно да стигнат до одредени профитни цели. Турбофолкот како музички жанр, верувам дека и како лесно им ги доближува. Види си работи тоа. Си функционира, Си работи. Сосема си функционира. Сосема си таму функционира. работат. Имаше една снежка, не знам дали ја запази сега. Плакатот за Офест и доле Цеца и Анастасија. Вечита борба. Тоа е. Знаеш, ама така, многу едноставно сликување на реалност. Да, тоа е. Сега колку е достапен Офест, колку може да биде, знаеш, до кој ниво на маса ќе стигне и колку луѓе ќе отидат на... Да, јас немам проблем со организација, мислам, сакам да кажам со организаторите кои што организираат таков тип на настани. Не, се во ред, за секој Меѓутоа, нешто. имам сериозен проблем кога државата ги Учествува. финансира тие проекти. Тоа е неприфатливо. Тоа е... А тоа е се уште се случува. Како не? Се уште се случува. Како не? И тоа е поразително и е ужасно и е, мислам, стварно катастрофа. Па, еве да повлечеме на паралела, како државата се, ајде, ние не сме, ја немаме почувствувана Југославија како генерација конкретно, еве јас и тие што сме во 90-ти родени, ама знаеш имаме идеја, имаме анализирано, имаме копано музика што си има продуцирана за време на Југославија, можеш да направиш споредба, знаеш како тогаш системот се грижал, поддржувал, знаеш, музичарите, верувам дека имале далеко поголема поддршка конкретно. И имало системска грижа, сакам да речам, пошто Било, ама имало и пазар, знаеш. имало и пазар, да. Големо. И знаеш транзицијата како одеднаш сето тоа добива некои сосема други форми, се насочуваме кон одредени правци во уметностите, сега конкретни еве да не условуваме и слично. И малку ми, еве не знам, ќе видам Веле Матевски го не. Една изведба, како му се каже, блиска се пак далеч. Да, И да, да. таму цел оркестар имаш, ти мислам, знаеш, и Скопје фестивал, што се, еве, тоа се поп песни, знаеш, тоа е жанрот, што е сосем близок за масата. Да. И колку учествувале, колку музичари учествувале, како сето тоа се Не е само аранжирало. бројката, него нивото на Нивото естетика, на, апсолутно. естетското ниво и нивото Да. на изведба Да. и се заедно и се тоа било во живо, Да, колку луѓето биле господа. апсолутно. Да, тоа. Ама веќе се, знаеш, Види, се е друго. други реалности. Се има други вредности, други правци, други борби. И тогаш не било лесно. Секој со време сигурност. си има своја Тежина, да. свое лево, свое десно, Да, свој да. центар, свое небо и свое дно. Да. Така да и сега исто има, мислам, огромни придобивки на ова општествено живење денес, кај што уствари цел свет ти е тука. Дигитализацијата веројатно Тоа го не е мала прави работа, како тоа е многу огромно. поедноставено, знаеш, на еве види од себе си ако тргнеш. Сигурно. Такво ниво на соработки, такво Значи, отвореност и јас- вмрежување. Викам, имам снимање у 3 сат. Кај снимаш? Викам, у Лос Анџелес снимам. Па вика, кога ќе одиш? Па викам, не, дома сум. Од дома снимам. Композиторот е од Лондон, снимаме Лос Анџелес. Или се вклучувате пара. да. Па исто така кога снимаме кај французите, ги викаме во Феймс, Да. јас диригирам, има камери, и имам директна комуникација со композиторот и со продуцентите. Он добива од миксерот микс во живо на специјален програм Audio Movers, пример, и го слуша исто како да е во студио кај него, звукот. И он кажува, дава сугестии, ој ве молам ако може ова малку побавно, ако може потивко втори виолини, ако може прва хорна солото малку помелодично, или не знам. Така функционира. Што би рекол, мислам, чисто потешко е да се изменаџира тој процес сам по себе, кога си така вклучен, а не сте сите собрани на едно место. Потешко. Пошто имаше, знаеш, имаше некои, ете чисто и со луѓе од театарски свет,
Тоа е Што разлика. сум комуницирал, Тоа е да, друго. знаеш, друг е вајда сенсот Многу и е различно. динамиката Значи, не кога може- луѓе се вмрежуваат онлайн. Театар не може да прават не, онлайн. имаше, знаеш, одредени Ама обиди тоа тоа. не беше добро. Да. Ништо така тоа, го мислам не знам, може неќам да набредам, ама тоа што видов не функционира тоа така. Да. Музика е друго. Музика е, значи, цел оркестар е во студиото А ти како, значи и ти седиш дома, кај тебе да. или во твоето студио, јас музиката што си ја спремил и се ја снима некој таму, и ти добиваш готов производ дома. И ти викаш, окей, ми се свиѓа, идеме понатаму. Окей, ова ве молам, дајте да го исправиме, ова да направиме. Значи, другиот процесот е доста едноставно и доста е добро организирано да функционира топ. Инаку се случува многу често да дојде композиторот и продуцентот да си дојдат во студиото или пак оркестратор, диригент да отиде во некој од другите студија Па кај што се веројатно снима. е друго ако веќе е искомпониран. Ама предпоставам дека процес на компонирање, кога е во заемна колаборација помеѓу неколку музичари и композитори, друга би била, знаеш, друг би била ауткамот ако е онлайн и ние се наоѓаме и сега си разменуваме идеи, отколку тета тет. Ќе ти кажам дека поготово во тој свет, Да, во филмскиот свет, тоа е толку брзо, се извадиш од памет. вистина. Значи, мене ми звони у понеделник или ќе ми пише или мејл, треба да снимаме во четврток. Музика колку? 55 минути. 55 минути музика е многу да се сними. Да. Значи не е да ја отсвириш, него да ја снимиш Да. со на супер квалитетно ниво. И викам, добро, и што треба да направим? Па вика, треба да се оркестрира музиката. Добро, ќе ти ја пратам у вторник навечер. Он ја праќа у вторник навечер, у среда ја спремам оркестрацијата и у четврток се снима. Во петок веќе ја микса во студио, кај да е, Шпанија, Барселона, Мадрид, кај да е. И во понеделник веќе филмот си е пуштен овакво. Ова е Тоа сега му ти кажам. неверојатно од временски аспект да толку лесно може Мислам, брзо да се. припремата од претходно, композиторот, ако ја припрема музиката, он ја припрема до детаљ. Мислам, е птене онака спремно, безобразно. Да, Работат тимови композитори и композиторот не работи он сам, него си има 20 души што работат за него, разбираш? Ја тука исто работам понекогаш со некои колеги, ако е преобемно и пребрзо да сама, ми се случило да можам за еден ден да направам 55 минути музика. До пред, не знам, 20-30 години, било нормално, вообичаено да се пишува 3 минути музика на ден. На ден. И тоа кога Да. ти е супер. Кога Кога ти е да си супер. одобри. Да, така да сега тоа, окей, нивото на квалитет пак, нели, се работи за естетика и ми се допаѓа, не ми се допаѓа, на крај крајава битно е дали одговара на филмот или не одговара. Так. Инаку ти можеш После ќе да, сега нијанси ќе ти можеш текнуваат ти и една ствар да веројатно. работиш цел живот и да не ја Сега. направиш никогаш, Да. можеш да ја направиш за 2 минути и тоа е се Битно да Нејасно. си веројатно, знаеш, и мирен со себе си, задоволен од тоа што си го вложил и што можело за тој временски период да се даде. Знаеш, отпосле ако земеш сега да анализираш, че ќе требаше во однос на оркестрацијата, од прилика Да. процентот е многу мал плюс минус. Так. Пошто ја тоа го гледам како занатска техничка Баш, работа. Така, технички. Не го гледам на уметнички аспект, ако треба да компонирам музика, тоа е друг Тука правец. веќе да. Тоа е друг Да, правец. да. И некако музика само за мене си правам, што е супер. Баш. Да, и онда си ја имам цела слобода да правам што сакам, кога сакам и како сакам. И тоа е стварно фала му на инженерот. На инженерот. И на Да. себе си знаеш за Да, благодарност, да, се, да. апсолутно. Мислам, сите Ние сме си креатори. сите сме си сами инженери. Да. Тоа и некако е тоа супер, зашто Како не? имам слобода, знаеш, тоа е добро. Каква паралела би повлекол, бидејќи си активен, знаеш, и вклучен си на релативно на независна сцена индивидуално, знаеш, си бил дел од разни колективи, си можел да впиеш, да воочиш како е на независна сцена и да направиш една паралела со институционалната. Да, па види, јас, да. Предизвици, знаеш, од еден и од друг аспект. Јас сум цело време на двете сцени. Да? И уште може би единствено кога бев дете, нели, кога свирев по кафани. Свирев дол период по кафани, народни музики, свадби, сунети и такви работи, крштевки и у војска испрачаја.
Имаш и такви? Па да. Имаш и такви? Да. Нормално. Со испраќања. Па да, имаше. да. Чин Испраќај голем. војска. Нема врска, се зезам. И во тој период, после кога почнав да учам во музичка школа, малце почнавме рок н рол, па джез, па нешто драпај си мил. И ја почнав да работам во филхармонија на 19 години. А музичка школа почнав да учам на 16. Так. И, да, и некако се погоди брзо да имаат потреба од хорнист и мене најверојатно ми одело добро и професорот ми кажа, вика, ајде, вика, и така почнав. И јас сум, значи, од 19 години во институција. Тоа е, значи, паралелно цело време Тоа си работам ти даде, и таму и континуитет. таму, и таму и таму. Има придобивки и позитивни страни и во едното и во другото, и негативно и ваму и таму. Тоа што е институционалното, што го викаме, нели, државна работа. Може би филхармонија е една од ретки институции која што, не знам дали е така поставена, ама може да е некако едноставна за менаџирање, Так. едноставна за креирање програма, мал колектив е, пример, не знам, 100 луѓе, од кои што не свират сите секогаш, Да. и се прави годишна програма и некако си функционира, пробите секој ден почнуваат точно, се знае кога е Нема пауза, кога е... осцилации. Освен кога е птен. Да. Јадев денеска бабата направи ќофтиња, вака ми работи. На здраве. Добре, фала. И што беше муабетот. Така да е И институционално. супер работи на институционално ниво. Функционира. Напад. Да, дај Може. твоја. И си функционира и си работи врвно. Е сега, за да се направат било какви промени, прво, секојаш кога имаш идеја за нешто ново, сите ти викат не може. И кога ќе ми каже некој не може, тоа е за мене уште коде ми рекол, молим те направи. Те ово. молам. Да, да. И така, тие борби еве се уште траат до ден денес, бидејќи ја себе си се гледам како независна сцена ако работам таму во филхармонија. Веројатно, знаеш, неопходна ти била одредена слобода на израз. И дефинитивно е Да тоа речеме. за мене супер тоа што работата во филхармонија, додека свирав хорна, имав прилика да свирам музика од најголемите мајстори од историјата, разбираш. Да. Се она што е изфилтрирано низ вековите од најдобра музика, ти ја свириш или ја слушаш дома на CD, на плоча, не знам. Сега последниве години 15-20 YouTube. Порано немаше така, имаше плочи. Како? Друг процес на Да, впивање ама на сакам да музика. кажам, ако не сум го поминал тој филм, на што е богатство, може би симфониски оркестар или тој тип на музика е најврвното аудио доживување. Доживување. Да. Да. Според моето размислување, не мора да биде така, според моето искуство и јас тоа како сум го доживеал е стварно фантастично. Значи бев на аудиција во Цирих, во Тонхале, тоа е таму се наоѓа една од најдобрите сали акустички во цел свет. И бев да полагам аудиција, не ме примија на крај нормално, имаше многу кандидати од цел свет. Да не ја раскажувам цела приказна. Од сите тие кандидати ја влегов во последните 15, што беше супер успех. Да. И од тие 15 избраа тројца, кои што ќе свират цела година со оркестарот, и на крај, после таа година, оркестарот по пат на тајно гласење ќе избере кој ќе остане на... И тоа бара втора хорна, втора или четврта ниска хорна. Значи, нивото на филтер е неверојатно за да влезеш у таков А-класа оркестар. Да. Треба да те бива да свириш, да си господин човек, како се понашаш на проби, како се понашаш после проби. Мислам, они не ти викат мора ова да правиш, него каков си ти, после самите колеги ќе изберат кој ќе бидеш ти или нема да бидеш ти. Платите се безобразни. Да, сум на сериозно безобразни. Да. Би беше муабетот, така тргнав поопширно, бев на концерт. Тогаш во тоа време шеф диригент беше Дейвид Зинман, кој што беше и шеф диригент на Њујоршка филхармонија, и он ми беше у комисија, јако полагав хорна. И солист беше Пинчас Цукерман и свиреше Брамс виолински концерт, кој што тука го имам свирано во филхармонија кај нас, можда сигурно 10 пати до тогаш. И втори став почнува и во тој период, во тој оркестар свиреше
еден од најпознати обоисти Морис Бург во тоа време, тоа после го дознав. И тој вториот став е бавен и почнува со 2 хорни, 2 фагота, кларинет и обоа соло. Значи вака седам во салата, не може да препознам кој звук е. Да. Значи таков спој. Такви аликвоти си викам ангели дојдоа од небото и не може таа вечер не спиев онака од Полн со импресија, не можеш од што компликација, попрво да, од компликација. Што да испроцесираш попрво. Викам што е работа? Зашто ова вака? Како вака? Зашто? Можело вака? Зашто ова вака? И тоа си викаш добро зашто, да си има традиција со векови. Секако. Си има тоа начин на живот, школи, припремање, тоа. Односот Да. према музиката воопшто. Се тоа Системската грижа што ја спомнав. друга категорија скроз. Друга реалност, апсолутно. Ама фино е човек да го впие и да го има. Исто има предвид. прилика така кој идевме по патувања низ Европа, а и низ светот. Да секогаш сакав да отидам да слушаме Виенска филхармонија, Берлинска филхармонија. И еднаш бевме со Тони и Черкези кои свират на времето. И се шетаме така низ Виена и застанувам поминуваме покрај филхармонија, викам Малер втора симфонија, Сеиджи Озава, еден многу познат јапонски диригент, диригира. Викам дај да го гледаме ова. Ајде идеме на билетара, нема карти. Да. И надвор продаваат овие нели шиткачи. Да. Карти не 180 евра, 200 евра, 250 евра. Сега се гледаме ние, наши копилјаци. Немаме пари за да ги потрошиме сите пари на тоа, не иде. Јајки идеме у 15-16, ке пиеме пиво и тоа е. И отидовме да седам, викам другари, ја ќе идам на концерт, пошто викам. Ти дојде, да. Кога ќе идам паса на Виенска филхармонија? Да. И отидов и слушам надвор на пред врата, значи уште 5 минути пред да почне концерт. Изборуваат српски некои. Нормално тоа. Викам, од кај сте бе вие? Од Печ. Па викам, ние сме комши. Викам, колку пари една карта ова? Ајде, вика, земи за 40 евра. Нашето ако не се За споиш, ако не се, 40 најдеш евра, да. Значи, влегов во шушкавец мокар, влегов, значи, 5 секунди пред да почне концертот, влегов до оние бароните така, со вакво, да. со минџуши, бабите што имаат Вака вакви, една со форма. медаљи од сите светски војни. Не, многу беше јако. Може, Кој и доживување Тоа е беше екстази. Да. Тоа беше екстаза. Ага се шета после низ градот. За мене, Ко улов. да. Не, тоа беше стварно екстаза. И само ти да си, пак си се Сам си да. отидов да. Ако не го видиш тоа, не можеш да знаеш што Па знаеш. друга ти е перцепцијата. Не, друго е на телевизија, друго е на слушалици, на најдобар систем е пак, друго во живо е безобразно. Безобразно поразно. Се уште не постои систем што може да го сними, Сето тоа да го опфати на да го таков начин за сними да го долу. на тоа ниво, како што е таму, како што се случува. Ни приближно. Па може би не треба. Не, Така. невозможно се уште. Невозможно, велиш, од технолошки некој Невозможно, да. аспект. Значи, денес е, можеби, тој аудио свет, нели, ја се занимавам со тоа, да. е отида многу напред. И има супер микрофони, супер снимачи, резолуцијата е многу подигната, меѓутоа, имаше едно интервју од еден диригент, многу познат Чели Бидаки, Сержију. Португалски го. Не знам како е, не, он е романец. Овакво. Али да, али нема везе. И он супер диригент, супер музичар и супер филозоф и го прашува една новинарка зошто демек не снимате, вие не издавате CD-а, вика со кога диригирате. Вика не постои, Не можеш вика. да го снимиш. Ова е значи пред 20 години, вика 20. не постои систем, вика кој што ќе може вика да ја сними целата езотерија, значи не е само виолината да ја сними од тука, него таа виолина со другите виолини предизвикува некој еден аликвотен низ, кој што нели тоа научно има. Што е како и целиот тој аликвотен низ во самиот простор во судир со сите Вајда други самата бои. флуктуација, да. Во судир со зидовите, со дрвата, со луѓето, со моментот, со звездите, планетите. Значи има микрофони се поставуваат на секаде низ салата за да се сними, ама тоа е само звукот. А тоа е само еден мал сегмент и резолуцијата која што ја слушаме ние е многу малечка. Тоа е исто како не знам, кога гледаш филм
Ово сега што го гледаш, никош не можеш да го видиш на филм, така? Ма не воопшто една камера што ќе фати од тоа што пред Невозможно. тебе нема шанси, ни нијанси, ни бои, ни знаеш целокупниот контекст да го долови како што човековото око. Па веројатно сме и така дизајнирани да треба да го впиеме ние Така директно, да, мислам знаеш. дека тоа може ќе остане и неразрешено, пошто во еден момент се случува магија, тоа ја не знам како да го кажам. Па не е објаснил. И доаѓа Господ ги гали сите, вака им се смее, ајде деца, ајде. Нешто се дешава и тоа е не можеш тоа ни да го опишеш, ако го осеќаш, го осеќаш, ако не го осеќаш, супер ти е, си тераш. Све поред. Се сеќаваш ли кој ти беше првиот, најпрвиот на лично ниво, на персонално, значи, кога се поистовети, да речам, со музиката воопшто, знаеш, оно иницирачки момент, еве јас сега ова треба да го правам, знаеш, навама треба да се... Мислам дека никогаш Имаш свесно сеќавање од тоа? никогаш сум го немал тоа, мислам, Да? никогаш не. Постепено ти се... Па татко ми е музичар Така, да. и нормално, јас со музика сум пораснат, свирам од дете, од 5 години ми купи хармоника, нели она. Хармоника е првата? Хармоника и не можев ништо, малецок бев, баталив. И после у четврто деление праша учителката, кој знае да свири и да пее на патронатке овакво, и викам јас знам. И отидов дома и викам, ајде викам, отварам на татко ми песмариците. Прва песма, послушајте патриоти. Леле, си ја погоди. Ајде викам да ме научиш како се свири ова, он е гитарист. Да. И ми покажа како ше. И така почнав да се занимавам со музика и после гитара, клупи, женски, ова, она, па Средно, синтесайзери. вајда... Не, тоа така, у основно. И тоа кога копилјаци, нели она све што е од улица на клупа што се свири од дивље јагоде до Да. тие глупости, нели она Юрок. Юрок. Ама и New Wave-от го фативте, Добро, веројатно. не, така? зборам, значи ова се кој има 12 години. Не така. А другар ми дома имаше плочи од Kraftwerk, Pink Floyd, Led Zeppelin. И кај него слушавме тоа и си, што е ова? Šta je ovo? Šta je Šta je ovo? Ето тоа да ти било тоа. Да. Така да од рано детство цело време сум и едно и друго и трето, а веќе и почнав да свирам по кафани и као дете. Па веројатно тогаш ти си изградила одредена наклонетост према повеќе музички жанрови, знаеш, повеќе изрази да се истражуваат. Тоа што кога свирав со татко ми и со тие музичари, знаеш, имаше секогаш различни блокови. Сега еден блок се вика, окей, програмска музика, демек, и таму се свират босанови, самба, джез стандарди, некакви, не знам, француски валцери, руски шансони, италијански, мексикански, јужноамерикански и се тоа проаѓа низ тебе, знаеш. Па после староградски македонски, староградски српски, па нови, ново компоновани, и знаеш, и го впиваш? Кога Го си дете, впиваш, да, претпоставам како дека не, па тоа- тоа е тоа што се складира, знаеш, тогаш се кодира практично. Знаеш, као деца. И не, нормално дека јас и тогаш знам, ова ми се свија, ова не ми се допаѓа, ова ми се свија, да. Ама не сум имал да кажам, еј ова е тоа, сега ја ова ќе И ќе правам се држиш поради до тоа. ова, поради не, никош сум го и се уште го немам. Така? Некако е- Не би можел да издвоиш една конкретна, знаеш, воопшто музички правец, жанр, како го тебе, која категорија да избереш, да речеш со ова најмногу ја се идентификувам. Пошто имаш палетата, знаеш, Мислам на дека разновидност, немаш нешто за кое што онака сосем си... Значи има македонски народни песни што ми се свиѓаат ептен. Например, 3 години стана како ме зафана. Тоа е ненормална песна. И музички и текстуално е чудесна, после слушам кај шумат шумите. Значи не ова нова верзија сега што мисла дека сега е измислена, Да. тука зборам за старата народна песна. Тоа е чудо од музика. Како не? Или не знам, стари српски некои песни. Стари француски. Наследство си е. Сакам да кажам народна музика Да, ми е да. многу блиска. Да. Или рок н рол, мислам. Сакам многу работи од тоа, се што е мислам тоа, ако е мејнстрим, нели, музика, има неверојатни бендови, ај ќе кажам, можда Radiohead е топ бенд. Како не? Супер музичари, супер ликови, седнале се забавлjaат, што е супер. Си играат Ама и све тоа функционира. прават звучи. нешто кое што не знам ги менува правците и го менува текот на и значењето и вредноста на рок н рол бенд како треба да звучи, Како не. како може да звучи и што све треба да прави. Што би можел да прави. Да.
Да не збориме нели за овие постари сите што се Добро. нинџи. Ама веројатно Pink Floyd знаеш како формација. За нив не знаеш што да имаш едно, баш го прочитав, да имаш сега шанса да ги прашаш нешто. Знаеш воопшто. Од аспект на Јас ќе ти кажам дека они воопште не размишлеале. сигурно биле она добриот free flow да седнуваш и толку. Ке се направат и почнуваат да се свират и викаат идемо Џони, путуваме и тоа е тоа. Како и Не, да? веројатно ни самите не би можеле да дадат конкретни одговори. Значи, Се имаат сигурно за нешто зашто е тоа. Сензибилитет, Да. така? Да. Сензибилитет се наоѓаат тројца, четворица луѓе, се разбираат додека свират, толку треба, не треба ништо боиш. И се прави нов свет. Значи и они сами знаат дека е тоа добро. Пошто кога ти е Како не? тебе добро, друго правиш, тоа е Знаеш, тоа е процесот, да. толку е. Доживувањето, самото свирење при самото Инаку снимање, нормално што се- како лектири се тоа имам поминато, преслушано, квалитетно. Сите тие си остава, бе, сите верувам дека великани, си остава сите беле, великани. знаеш, влечеш и инспирација. И нормално Што учиш? имав и прилика, бидејќи сме пријатели со Ален Хаджи Стефанов од Jazz FM и заедно работиме сега во Филхармонија. И со него он има и во тоа време имаше неверојатна библиотека на джез изданија, нешто што беше не би било невозможно да го имаш тука ако го немаше него. Сега да, сега уклучиш Tidal, Spotify, има се. Се ти е Се, дури тоа што не знаеш дека го има, постои таму. апсолутно. Тогаш го немаше тоа. И тоа дополнително само правеше воздишки во целото восприемање на музичка. Немаме култура. каков бил, знаеш, и процесот на слушање, на доживувањето, пошто немаш ти сега како приближноста сега до музиката да стигнеш преку сите дигитални платформи, знаеш, на Сега е еден многу клик ти е побрзо, се. да. При тоа Spotify конкретно да го земеме како платформа е совршен алгоритм. Дефинитивно. Како погодува ти врз основа на тоа што си го имаш слушано, секоја недела ти дава нови вака те збогато е, знаеш, воопшто ти ги разубавува денови. Фантастично. Одлично. Ама каков бил процесот на слушање на времето кога ги немаш ти тие можности, знаеш, и процесот на слушање. цени. И јас ќе ти кажам една обична паралела. Пример, кога свиревме по кафани и после кога почнавме да свириме или по клубови, без Така. разлика дали е рок н рол, дали е джез, дали каква и да е свирка, зборам за свирки што се прават низ градот. И ми текна во еден момент, викам по порано, значи 50-60 години, немало у кафаните разглас на пауза да ти пушти музика или пуштаат радио, што е уште погадно. Радио пуштаат у кафана, седиш пиеш кафе или пиеш навечер со друштво, што и да е, нели, јадеш, пиеш. Има бенд кој што свири, без разлика дали е народна забавна рок н рол, джез, што и да е. Свири бендот, на пауза пуштаат музика појако и различно во динамика и во амбиент од све тоа што свири. Значи, измешано е вака, нема благе везе. И ми текна си 50 години, како било да отидеш у кафана. Значи, ако не свири музиката, нема звук. Се слуша тоа што прават луѓето муабет. Да, Така? да. И кога ќе зема да свири групата, музичарите, певачицата, тоа било право дешавање. чекаат моментот да дојде, знаеш, до тогаш само Денеска е джагори. све убрзано нормално и види, ова ќе донесе нешто. Во некоја иднина сме ние сведоци на Па да, на на озбилни тешка- промени. Не, апсолутно. И се побрзо и побрзо се менуваат овие нели процесите општествени и социјални. Се многу брзо се менуваат. Па веројатно, е, знаеш. Последниве 10 години многу побрзо него. Како не? Последниве 30 години од Како не? така. Бар ја така го гледам. Така од 2000-ти навака. И тоа ќе се- донесе нешто добро. Пошто ја гледам децава сега, овие што растат, знаат за неверојатни работи. Син ми знае чудесни информации Можам да да извади. замислам. Да, стварно. Можам да Значи замислам. јас да речеме нешто не би ме интересирало, не можело никако да стигне Да до тебе стигне, да, како пристапи, информацијата. да. Денеска Ама онаков оверлоуд на информации ми се случува и за деца не е тоа оверлоуд, тоа е нормално. да, тоа е нормално веќе, Нормално, впливаат, за се деца е процесира, да. За нас може би За е нас би бил, да. непотребно, затоа што ќе ние сме ајде, нели, правиме ова, правиме она. Да. И ја можам да се исклучам и се исклучувам. Можам да угасам, па си терам, си свирам, си правам. Да Си- бе, да си си го- влезеш да, во си офлайн го светот, терам. да си се посветиш на тоа што Си си го го правиш. терам филмот некако, Да, се да. воздржам, ама за децата ја не викам дека тоа е лошо, мислам дека е добро. Зависи од кој, знаеш, зависи од кој аспект го имаме ова коментирано. Знаеш,
Сосема е супер што имаш ти пристап на се што, знаеш, ама тука и филтерот треба малку да, знаеш, тенка е линијата. Бе, тоа пак ја ќе кажам дека сите ние, тоа е поврзано многу со начинот на воспитување. Апсолутно. Ама и дали можеме да ги воспитуваме? Кои механизами Дали- контрола би го... Дали нас имаш? не воспитувале или знаеш, ја мислам дека сите ние се раѓаме со одреден код и одредени афинитети, инстинкти. И ти ако ги рушиш тие инстинкти, onda станеш некој друг човек и си изфрустриран, не си. Треба, знаеш, да им се даде слобода самите да си го тоа. Нормално нели, додека да се го бебиња, откријат. деца или не знам додека се уште не можат сериозно да расудуваат. Така бе, Ама штом наполни тој 12 години више, чао, пријатно. Тој разговара на исто ниво како ти што разговараш. Да. И он те шиканира у две реченици. Збори на англиски, пошто Збори од дете збори. Не, пошто Мислам, тоа збори има од дете од ама 2 години. меѓусебно джијан си комуницира. А мојот го немаше тој проблем. Зборам за синот. Така, Нема зборува англиски, пишува од 2 години. да. Перфектно. Пошто малку го, знаеш, се не се губи, ама не е до толку присутен и македонскиот како јазик. Ја тоа го имам забележано. Они меѓусебно, знаеш, си комуницираат како другарчиња, во група се комуницираат на англиски, ти си како каде е нашето? Има исклучоци, Верувам. Има исклучоци, секако меѓутоа променете, нели, целиот сленг. Како не е начинот на изразување? Променет се, и муабетите, теглична, молим. Теглична, да, теглична ти кажете, Чекај малце. Така да, мене ми е, како да кажам, нормално, како родител сум загрижен за, нели, тоа е природно да бидам загрижен, ама од друга страна, мислам дека време е покрај сите идиотштини што се дешаваат, секогаш се дешавале идиотштини. Ти врати се наназад у историјата од која знаеме ние за човештво, војни нон-стоп има. Нон-стоп, значи нема ден да нема војна негде на планетата. Така, некојаш е поблиску до нас, некојаш е подалеку, некојаш сме директно засегнати, ние зборам, нели, како поднебие. Ама и во сите тие правци, секогаш, нели, еволуцијата наоѓа начин да не начин да не прекине, така. И мислам дека и ова денешно време е денес да се живее е 100 пати полесно него пред 100 години. Не, тоа несомнено. Дали е поздраво, не знам. Ема тоа, знаеш, нивото на стрес, изложеност на информации, брзината на со која што се случуваат. Тоа сакам да кажам дека нивото на стрес е тоа. Ние сме во тој период на транзиција, на тоа ниво, затоа што информациите се преголеми, сега ја фантазирам, вака мислам, лупам, као филозоф, се онака само си склопувам емоции, реченици, него, мислам, не сум размислувал на оваа тема, ама мислам дека за децата е тоа нормално, пошто тоа е нивната реалност. Почеток е тоа е нивната реалност. И они овој стрес што го имаме ние од они ќе го немаат тоа. Што се навикнати уште од сам почеток на истото. Ти викам ќе претпоставам дека ќе дојде па има се повеќе и повеќе генијалци има, така? Не знам дали гледаш тоа. Од тие младите. Па да, имаш ти на 7 години, или математичар некој, не знам каде од Гостивар, тој не знам, или отиде едниот за Microsoft на 10 години и почна да работи. Да. Исто и во музика, во сликарство, во нели во сите се повеќе и повеќе има. И тоа ќе стане нормално. Веројатно се до некој процес на супер еволуција на човекот. Битно е, знаеш, да бидат препознаени како такви и да се работи на нивна континуирана поддршка и систем нема, систем нема. Вака е едно идеално вака. Општество што ви рекле. Поготово ние овде, систем не. Ништо супер може ние да си го констатираме тоа како треба. И што тие мислам секој поединец заслужува. Секој ден се фрустрираме од системот. Да. И од како може да нема желба да се поправи. Тоа не го разбирам. Како може да нема желба да биде подобро? А како сметаш дека нема желба или дека не знаеш како не доволно да си ја согледуваат одговорноста што ја имаат? За сиромаштија. Тоа е еден аспект, да. Сиромаштија прво од селото, што немале лепче сиренце, и се одеднаш многу бифтеци, па што ќе правиме? И после кога ќе почнат многу бифтеци, пошто немало како се вика перцепција за нешто возвишено, ајде сега ќе правиме пари. И
почнува да прават пари и тоа. После парите стигнува моќта, моќта е нели најсилен опијат. Да. Нема ништо посилно од моќ. Затоа викат нели дај му на човек позиција, па ќе видиш каков тип е. Да, власт. А кај нас се сите такви типови. Сите. Маестрално. Да. Маестрално. Да. Тешко профитерство, што би рекол. Мислам дека и во цел свет се Веројатно, случуваат тие да. процеси во помал или во поголем рад. Кај нас е малце, ајде да кажем, на пониско ниво. Тоа целото и повеќе иритира, од да речеме во Франција кога ќе излезе некој да те лаже, тоа е мислам многу убаво. Мада и покрај таму нели највише револуции се уште се дешаваат. Ама пак се толерира некако, не е до толку многу рустикално она навредата не е толку рустична како што е овде кај нас пушти телевизија. Мислам те плука у фаца со све што Гледаш збори. телевизија? Па си гледам, да ти кажам. Си гледаш вести Си на гледам. на дневна база? Не секогаш, ама имам периоди Добро, кога бе. гледам. Да? Ме интересира. Не, треба да сме информирани. Да. Знаеш, не можеш И- да оставиш На кај нас тоа што е дополнително медиумите, сега исто и ова мое размислување, ма мислам дека добиваат информации од една агенција, односно од еден канал. И генерално, зборам поготово за светските вести, само тие вести се пласираат. Да. И тоа е тоа. Да. А за ова наша ова дневно политичка или не знам, што тоа е, мислам, не е ни турска серија, него Не. полошо да овие македонски народни приказни. Фантастична драматизација. Знаеш, вака едно, да, тоа да зигнеш. Ја така го гледам тоа, како филм, ќе видиш да. малце, значи и не само јас, него сите викаат, не може полошо од ова. Не. И цело време е полошо. И подлабоко. Се наоѓаат начини човек, знаеш, да се изненади. Некој од фрижидерки излезе. некој- Секој ден има чудеси. Знаеш, не, не пристајно е, знаеш, човек да биде затекнат. Мислам се да не коментираме некои поединечни, знаеш, и воопшто да именуваме и кампањи и така натаму, Не. ама ова со фрижидеров мора на соседов да мога. Значи, мене тоа ми било маестрално себиче кога Што го со спомнам сосед, не знам. на Вучич. Шо? Не, имаше кампања, значи сега нели има избори Србиве. Србија не го видов, тоа ми го тој, кажа. Да, него во очи. Не го видов. До тој степен да знаеш што осте се видео кампањата што беше испродуцирана, туку има направија и еден лайв сет со публика кај што ставија и фрижидер и излезе. И ти си, знаеш, и тоа функционира. Функционира Целата затоа, работа да, што и функционира, ме функционира затоа разбираш. што луѓето после некое време стануваат, се навикнуваат на глупост и на лудост и тоа им станува нормално после некое време. И ако тебе ти стане, види, нема да ми стане, може да тебе нема, ама на огромен процент од луѓето кои што не знам работат нешто колку за да преживеат и идат дома пошто нема друго освен телевизија да прават, тоа е се уште Суровата, супер да. средство за манипулација. И за Сега перење и мозак. ма како не, и сега се сетив баш пред известно време на кај Белград патував и има ова е уште откачан. Тунел. Ама тунел долго, значи онака 30-40 метри, мислам смешно тунелче и горе еден банер поставен вака на велико застанат со уште некој од неговите придружници, светло на крају тунела. И тоа, знаеш, и го проаѓаш, се возиш 30 метри, знаеш, вака, кратко ти е патувањето, ние сме тука. Знаеш како може тоа да се толкува на разни начини, ама го гледаш вака, на толкав, човече, еден формат, Значи, светло на крај. сите овие кампањи на овие простори што се дешаваат, па и кај нас. И кај нас, да. Значи, дечко, значи Монти Пајтон, Да, ќе кажам, мислам, дечки браво. Дечки браво ќе кажат. Стварно за Така, креаторите. Да. Значи, гледаш ти на телевизија, сиднеш, сега ќе полюбат. да не раскажувам. Да не Ма, разказувам. има онака- Да не почне. Дал Господ, Дал Господ. дал Господ, фала ви. Скроз. И сега малце провоцира тоа, пошто за тоа наши пари што ги трошат Е така де. за све. Сега, и знаеш, не е окей, па и човек до толку да биде све ние рамнодушни. Ајде, знаеш, па и они Напротив. сега се Напротив, мора да има некој некако- ниво на критичност, Пред неколку месеци ми се деси еден прелом, кај што уствари почнам да критикувам малце подиректно и посериозно, поготово ликови кои што имаат право да одлучуваат или да кажуваат како треба или имаат моќта Така. да за промени, значи не може више.
Не може? Мислам, Нема види, да ти не знам дали доваѓа- може, дали не може, ама Абе, мене ми е барем доста више од фолирање, од лицемерие, пред луѓе, пред не знам, вакви, онакви, какви да се, што и да се. А до она, знаеш, од базичното у кафана, која ќе ги настушнеш, знаеш, и тоа тука, таа инфлуенца што се врши вака, тука од масата на пошироката маса. Чудесни се овие Чудесни. времења по тие Ама и прашања. Балканов е чудесен, да ти кажеш. Како не? Балканов е вака феноменолошки, мислам, маестрално е све тоа за анализа. Вака, тоа Ти е... види на ваков мал простор Што какви се? све не таленти има. Да, брзо, За, тоа е... за музика, за спорт, Уметнички гледано, уметнички, спорт, да. па за лажење, за правење филмови, за не знам, продажба на кикирики замрзнати. За светлости на крајот на тунелот. За све заедно. Не. Стварно е Така. неверојатен простор. Ризница. Да, тешка ризница. Да. Тешка ризница. Ба, ова било, нели? Раскрсница сериозна светска. Да. Да, историски гледано на вистина. Све и свашта Сериозна си- мешавина. Све и свашта си има Сериозна десено. мешавина. Да, има нешто. Кои ти се вака да фатиме на кои ти се предстојни некои проекти за кои што би можел нешто или имаш би сакал да споделиш? Имаме спремно, значи, музика, како што најавив, за Диши љубов, проектот. Тоа ме интересираше пошто нема Бендот се вика Ово. Добро, ово. Ово. Nije ono, već je Не, ovo. Ovo и албумот е снимен, треба уште малце да го дочепкаме и Да се до некаде во почетокот на јули ќе имаме една промоција и тоа ќе биде најверојатно во градски парк. прекрасно. Свириме без пари за градот Скопје. Прекрасно. Да луѓе да се забавлjaат. Тоа ќе биде едно, после да речем можда едно 10 дена потоа, негде кон средината на јули ќе имам концерт со мојот магичен оркестар, The Magical Orchestra, тоа е еден оркестар од 25 луѓе кај што свириме музика напишана, импровизирачка музика, музика што се прави во моментот. И тоа ќе биде уште една промоција на нов материјал кој што исто така снимен и измиксан и сега ќе го издадеме. А пред тоа на 24 јуни Јуни, тоа е релативно сега. да, со Филхармонија ќе имаме настап во паркот. И оваа година, еве ќе кажам, Можеш да споделиш. ќе свириме ќе има проекција на филмот Чарли Чаплин и оркестарот ќе свири во живо. Тоа ќе Значи нем филм црно со на бел. оркестар во живо. Да. Одлично. The Kid, првиот филм долгометражен на Чарли Чаплин. Одлично. Одличен концепт. Точно 101 година од кога е направен филмот. Одлично. После тоа, Ајде, да чуемо, да чуемо. после тоа ќе работам еден проект, тоа ќе биде исто кон 23 јули, мислам дека ќе биде. Добро. Со еден пианист со кој што веќе имаме работено заедно, Франческо Тристано. Заедно со Италијанец Не, он е од Луксембург. од Луксембург. Меѓутоа живее во работата што кебапчињата на небо. Да. Ќофтињата на бабата. 23 јули со Институтот Феймс ќе донесе еден куп млади музичари од цела Европа Така. и се направи симфониски оркестар од млади музичари од цела Европа. И Јас ти се ќе донесат тук. јас ќе диригирам, Франческо ќе свири клавир, ја исто ќе правам некои електроники и ќе правиме некакви, не знам, експерименти. Како што е сосем својствено Да, вака. нешто- За тебе. Нешто ново, тоа ќе биде нешто ново Така, во, така. во тој правец. Да. После тоа ќе имаме заборив да кажам дека уствари бендот, ова рок-н-рол составот, почна да свири бидејќи бевме повикани да правиме музика за еден музички перформанс по текст на Славко Јаневски. Аха. И тоа се случи лани во декември, Што од Славко? улица. Улица? Улица. Улица. И ми ги прати Филип Херин, негова иницијатива беше, ми прати некои од текстовите, ја почнав да правам музика и он, мислам дека не ни беше спремен да го прави перформансот и откога му ги пуштив стварите, вика, ова мора да се направи. И го направивме, така да и тоа ќе биде уште еден материјал Што ќе се произнесе. што ќе добие, нели, Светлост на крајот. кендл, светлоста на крајот тунела испрод мрака. Јесте, сето.
тоа, а после што има друго, а со меѓувреме со Big Bandот, со ЗДЖМ, Со заџама? ќе имаме концерт некаде 6 август, мислам, во Охрид, Долни Сарај, не во Охрид, не во склоп на Охридско лето. Добро, надворо, значи, од рамките. Да, во наша организација свириме трибјут на Џими Хендрикс Прекрасно. во джез фазон. Во джез фазон. Уф. А Франческо Берацати беше неколку пати прогласен во Италија за Jazzman of the Year, исто неколку пати во Европа. Сериозен музичар и свири саксофон со педали, е многу заема. Гитарист, саксофонист. Саксофонист. Потоа, може за мене едно од најбитните ствари што ќе се деси оваа година, негде Кажи. во септември ќе правиме концерт со Рамбо Амадеус Во Скопје? во Скопје. Со Big Band. Што се кажавме, човече? Да. Леле, што се најави, па да не мрднеме од Скопје? Да. Цело лето да Негде се... почеток на септември ќе биде тоа. Ау, со Рамбо до- Амадеус Е, правиме концерт со Big Bandот, малце во проширен состав, Значи, со Биг дополнителен Бендот оркестар. и Рамбо. Да. Тоа е до септември. Да се вари сега тоа, знаеш, да се процесира, да си Тоа е даде. до септември, а понатаму има уште други ствари, ама тоа тек ќе следи. Прекрасни Тек ќе работи следи. сподели. Прекрасни. Ќе има во декември со Тони Хитановски со неговиот нов проект Афро Хитано со музичари од Африка, ќе правиме концерт со Филхармонија. Па потоа ќе дојде пред тоа, ствари, ќе дојде Луис Бонила, тромбонист, член на најпознатиот Jazz Big Band Village Vanguard. Свириме негова музика со Big Bandот. Предобро. И што има друго уште плюс? И имам една идеја да реализираме проект со Зурли Тапани и електроника. Добро, интересна И фузија, тоа ќе предизвикувачка. и тоа ќе биде доста крваво. Да. Го најавувам, така да не ни биде досадно. Воопшто, и така како исполнето, дај Боже, знаеш да си тера со такво темпо на знаеш, идеи, вродени, нешта кои што тлеат и само си бараат простор да бидат изразени. Тоа е идеи, навистина да. супер што им се оддаваш, знаеш. Да, види. Што ги реализираш. Да, фала ти, се трудам. И ја, и нормално целата екипа Да. со кои што работиме Секако. заедно и Секако. сите тие продукции се огромни. Меѓутоа комплицирано е многу. Верувам. За Предизвици си се секој нас- проект да. ти викаат не може, како не може, може. Не може. Абе може. Не може. Само човек дистрае. Да. Дистра. И некако така ајде да кажам тврдоглавост Си ги- за си да го за да поплачува. покажам дека може, ете, Одлично. функционира и работи. Мислам ја не се трудам да како се вика, да се објаснувам, него Ма нема потреба, Така. чисто знаеш своето. Така си го- тера. Па така, да. Така си Своето тера. ќе си го поплачеш и ќе си реализираш. да, малце прекрасни нешта. знае да загусти понекогаш, нормално бидејќи овие се обемни проекти кои што Да. бараат сериозни припреми по неколку месеци секој проект. И да се напише музиката, па да се спреми, па да се измикса, па да се измонтира, така да. Обсежни Да, ма интересно е. Како не? Некако. Многу ти благодарам. Знаеш, прекрасни работи ми изнакажа, имаме шанса, еве сега ни предстојат и убави доживувања кои што ти ќе учествуваш и сериозни музичари најави, мислам сериозни настани. Среќа е Баш тоа се што- радувам. Јас сум среќен што може Се што ево радувам. од тука имаме прилика да работиме со такви ликови Да, и што да. секогаш сака да доаѓаат, тоа е дополнително Можеме фантастично. да заклучиме дека ќе има некое своевидно, знаеш, подигнување на културната сцена. Па воопшто. види Знаеш, со така се да, чувствува. со- Постпандемиски. Да, разбирам, со не, постпандемиски поготово. Да не збориме, знаеш, Да, тоа што тлее 2 години, вака уште толку, знаеш, си добива на моќ. Тоа беше добро и кога додека беше пандемија да ние со Филхармонија не престанавме да Да, работиме. да. Правевме концерти во помал состав, со помали ансамбли, Да. не знам, со гудачки, не знам, 30% публика, со маски на 6 места раздалечени, ама некако беше Се нормално туркаше, и да. си знаеш, се некако тоа помогна да помине се тоа многу лесно. Мислам многу полесно. Се надевам дека ќе тече се како што треба Сме здрави, и ти посакувам многу убави работи, многу успехи. Фала понатаму. многу на Фала ти уште поканата. еднаш кај што дојде. Чао. Чао.